Зендели го слушав вашиот говор. Искажавте навистина доста аргументи и факти. Говоревте за финансиска криза, за финансиска стабилност, но некако не стигнавте до изворот на проблемот. А тоа е владата предводена од СДС. Па така финансиската криза за која што се дава дефиниција во Законот за финансиска стабилност, јас би ја изедначил со финансиска криза еднакво на владењето на СДСМ и ДУИ. И точка. И не треба понатаму да се комплицира околу тоа што е финансиска криза. Кажавте доста факти и аргументи дека имаме зголемена сиромаштија, дека имаме зголемена инфлација која што е над 10%. Поскапување скоро на сите продукти и едноставно живот се потежок и потежок за сите граѓани. Поскапување на горивата за повеќе од 30%, на електричната енергија исто така за повеќе од 30% и само за еден месец 1300 денари повеќе за потрошувачката кошничка на секое семејство. И кога говориме за стабилност, треба да знаете дека за да имаме стабилна економија и финансиска стабилност треба да има и стабилна влада, а не мафија која што ја води оваа држава, која што со скандалите кои што ги прави и секојдневните задолжувања го зголеми долгот на државата за 3,2 милиарди евра. И не може да имаме финансиска стабилност кога највисоки функционери на власта се во процеси и одговараат за криминали од милиони евра. И само да ве потсетам, вие живеете во Гостивар, јас во Тетово. Општина Тетово е задолжена за 24 милиони евра. И наместо поранешната градоначалничка да биде повикана да одговара пред институциите, пред судот, беше предложена за кандидат за амбасадор во Брисел. И нормално Европа ја врати. И ќе ја врати затоа што во Европа не поминуваат такви луѓе. На крајот, сметам дека законот како таков е добар во делот во кој што се зголемува надлежноста на Народната банка на Република Македонија, но во делот во кој што треба да го испорача владата, а тоа е да делува активно кон спроведување на стабилни финансиски политики и во макроекономијата и во микроекономијата, нема капацитет да ги испорача и токму затоа сметам дека единствениот излез од оваа криза и единствениот начин за да се надмине финансиската нестабилност во која што живееме сите и надојдената сиромаштија се предвремени парламентарни избори за крај на ова деструктивно владење. Благодарам.